По сериозни заложби за борба против корупцијата, владење на правото, сузбивање на криминалот, но што поскоро уставни измени. Македонија се обврза на многу работи и мора да ги исполни ако сака да го живее европскиот сон. Од реториката на високиот представник на Европската Унија Жозеп Борел и еврокомесарот Оливер Вархеј е повеќе од јасно дека Европската Унија нема да не штеди и ќе очекува да испорачаме резултати. Затоа, според Борел, мора да одиме нанапред и како држава и како општество. Уште еднаш не потсети каде владата треба најмногу да се насочи. Мислам дека мораме да работиме за нештата да се случат. А Северна Македонија се обврза дека ќе го измени својот устав. Се обврза дека ќе го измени својот устав, во него да ги вклучува граѓаните кои што живеат во границите на државата и кои што се дел од други националности, како што се бугарите. Ништо тука не е чудно. Да се оди нанапред значи да се продолжи со усвојување и имплементирање реформи кои што воведуваат европски стандарди и кои што носат конкретни политички и економски поволности за луѓето тука. Еврокомесарот Оливер Вархеј е оптимист дека до 2030 година земјава може да стане членка на Европската Унија, но мора да ги забрзаме реформите и да ги подобриме односите со соседите. За реформите да бидат успешни, според него неопходна е соработката меѓу владата и собранието. Тоа што го видовте минатата година беше првиот плод на таа работа, отворање на пристапните преговори со Северна Македонија во јули, што се смета и за првиот чекор кон реалното проширување и членство. Тоа е само врз основа на заслуга, врз основа на исполнување на реформите. Само врз тие основи можеме да го направиме тој чекор. Заради тоа и веднаш го отворивме така наречениот процес на скрининг. По состанокот на Советот за стабилизација и асоциација, премиерот Ковачевски оцени дека представниците на Европската Унија го поздравиле фокусот кон реформите и усвојувањето на законодавството. Република Северна Македонија практикува европски вредности и немаме сомнеж дека одиме по исправниот европски пат. Работата на владата е поставена на линија на европската агенда и колку и да звучи амбициозно, јас и сите ние во владата веруваме дека Република Северна Македонија во моментов има политички капацитети кои што можат да придонесат по успешно завршениот скрининг процес во ноември, со динамично темпо да влеземе во преговарачкиот процес. Ова е 16-ти состанок на Советот за стабилизација и асоциација, а прв кој се одржува во Скопје. Беа присутни представници на земји членки на Европската Унија, првиот дипломат Бујар Османи и вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик. На 9 април се навршуваат 22 години од потпишувањето на спогодбата меѓу Македонија и Европската Унија во Луксембург. Договорот стапи на сила 3 години подоцна во 2004 и е постојната правна рамка која ги регулира односите меѓу Македонија и Европската Унија.